Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Жалам што за ваква крупна тема гледаме од дискусијата дека има политиканство од страна на владеачкото мнозинство. Гледаме дека и на Комисијата за економски прашања и на самата пленарна седница има комплетна незаинтересираност за оваа тема, затоа што очигледно на ВМРО ДПМН владеачкото мнозинство ова не им одговара. Почитувани колеги, денеска не разговараме за бројки, не разговараме само за економска формула, не разговараме за XY, како што сакаше председателот на владата Мицкоски пред македонската јавност да ни објаснува. Денес разговараме за лични судбини. За цели семејства кои секојдневно се борат со тешкотите да врзат крај со крај во месецот, со тоа како да ги прехранат своите семејства, како да се изборат со се повисоките цени. Денес разговараме за тоа дали трудот во оваа држава вреди или преживува. Минималната плата, почитувани, не е статистика. Тоа е фрижидерот на едно семејство. Тоа е дали родителите ќе можат на собствените деца да им купат патики, да им купат чевли на 1 септември. Тоа е дали човек што работи 8 часа ќе живее достоинствено или ќе позајмува на 20 во месецот за да може самиот месец да го помини. И затоа ова прашање политичко, почитувани колеги, но пред се е морално. Од хаос до систем. До пред неколку години минималната плата се утврдуваше по чувство, по избори, како што ќе им одговараше, така правеа. Денес има јасна методологија. 50% од растот на просечната плата, 50% од растот на трошоците за живот и заштитен праг 57% од просечната плата. И системот е најголем непријател на популизмот на владата. Фактите, почитувани, се тврдоглави. 2012 година 8.050 денари, 2016 година 10.080 денари, 2020 година 14.934 денари, 2023 година 20.175 денари, 2025 година 24.300 денари. Практично тројно зголемување имаме тука. Ова не е впечаток, ова е економска реалност. Истовремено просечната плата се удвои. Тоа значи дека не расте само дното, расте целата економија. Најважното прашање се цените. Да, цените растеа. Имавме енергетска криза, корона криза, инфлација, војна во Европа. Но токму затоа постојаната методологија платите не заостануваа. 2017 година синдикалната кошничка околу 32.000 денари беше. 2024 година околу 46.000 денари. 2026 над 67.000 денари. И сега тука ВМРО ДПМН, пратениците, премиерот, за да се отправдаат од оваа ситуација во која што одбиваат да им ја покачат минималната плата на работниците, спроведуваат една голема манипулација. Тоа е, почитувани, слушнете, покачувањето ќе уништело економијата, компаниите ќе пропаднеле, работниците ќе останеле без работа. Истото се зборуваше за 12.000 денари, 14.500 денари, 18.000 денари, 20.000 денари. Но нито една од овие катастрофи не се случи. Зошто? Затоа што државата не ги остави фирмите сами. 130.000 работници субвенционирани придонеси, 48 милион евра годишна поддршка. Ова не е класична социјална политика. Ова е партнерство помеѓу државата, работниците и стопанството. Што всушност е изборот? Изборот не е минимална плата или економија. Изборот е дали економијата ќе постои за луѓето или луѓето ќе постојат за економијата. Државата во која човек работи, а сепак е сиромашен, не е пазарна економија. Тоа е ефтина работна сила. За жал, владата на работниците не гледа како најголем капитал, туку како трошок. Сосема погрешен пристап. Покачувањето на минималната плата значи инвестирање во нашиот најголем капитал. Инвестициите во работниците се инвестиција во економијата, затоа што нема економија без задоволен работник. На работниците треба да гледаме како партнери, затоа е важно да го слушаме нивниот глас и да имаме сериозен пристап на нивните барања. А не во се да бараме некакви сценарија, да ги политизираме сите процеси. Тука нема политика, почитувани колеги. Тука има само потреба да се прехрани семејството, да се преживее месецот. Политичката суштина, најлесно е да се каже, нека се договорат работниците и работодавачите. Но тоа не е диалог. Тоа е преговор во кој една страна може да отпушта, а другата може само да молчи.
Државата постои токму за да постави фер правила. Државата постои да застане на страната на работниците, да ги одбрани нивните права и потреби, тогаш кога нема разбирање од работодавачите. Минималната плата е цивилизацијски минимум, не луксус. Не идеологија, туку заштита од сиромаштија и експлоатација. Економска стабилност, не популизам. Покачувањето минималната плата не значи делење пари, значи повеќе потрошувачка, повеќе ДДВ, повеќе придонеси, повеќе локална економија. Секој денар ке работникот се враќа во продавница, во аптека, пазар, услуги. Минималната плата е најдиректниот економски стимул. Почитувани пратеници, прашањето денес е едноставно. Дали во оваа држава трудот ќе биде вредност или ќе биде трошок? Дали ќе имаме економија на достоинство или економија на ефтина работна сила? Минималната плата не е против бизнисот. Таа е против сиромаштијата. И колку да е остра дебатата, едноставно останува факт. Секој што работи мора да живее од својата работа. Не богато, не раскошно, туку достоинствено. Затоа ова не е прашање на влада или на опозиција. Ова е прашање каква држава сакаме да бидеме. И затоа упатувам апел до моите колеги од владеачкото мнозинство да оставиме, почитувани колеги, политиката на страна и во преден план да ги ставиме интересите на работниците. Да гласаме заедно за подобар економски стандард за работниците. Да им излеземе во пресет кога им е најтешко. Почитувани колеги, во изминатиот временски период голем дел од вас, кои што се стега пак пратеници, седевте и се сликавте со нив. И кога се покачуваше минималната плата, правевте секакви подбуцувања да има штрајкови, протести и така натаму. Но тогаш ние знаевме дека им излегуваме пресрет на работниците, им помагавме. Сега имате шансата да покажете дека тогаш не сте биле лицемери. Дека тогаш не сте ги злоупотребувале синдикатите и работниците. Дека искрено тогаш како опозиција сте барале поддршка. Имате шанса сега тука на оваа седница, колку и да не сте заинтересирани, да им излезете во пресрет со вашиот глас. Благодарам.